Азискиот краб, што го има во реката Илиноис, е голема и бројна риба. Травис Лојд, заменик директор од одделот за природни ресурси на Илиноис, додава уште нешто. Тоа е грда риба. Готвачот Фелипе Парола од Луизијана не се согласува. Оваа риба е исто толку убава колку што е лососот или речната пастрамка или која било риба. Престанете да ја нарекувате грда, зошто не е? Без оглед на изгледот, Парола и негов колега готвач Тим Крихан, заедно со официјални лица од Илиноис, влегле во кампања за поттикнување на апетитот на јавноста за азиски краб. Вкусен е, пријатно ќе ви изненади кога ќе го пробате. Мораме да им покажеме на луѓето дека оваа риба е вкусна. Оваа риба може да се подготви и служи на многу начини. Азискиот краб многу се јаде во Кина, но во САД го избегнуваат, зашто го мешаат со обичниот краб, кој се храни од дното и многумина веруваат дека е контаминиран со загадувачи меѓу кои и жива. Но азискиот краб воопшто не е краб, се храни со планктон и алги близу до површината на реки и езера. Затоа често се гледаат овие риби како скокаат од вода. Друга причина што американците го избегнуваат е што има многу коски. Тешко се сече на парчиња и заради тоа тешко се продава на рибни пазари. Крихан вели, ако се свари, коските лесно се делат и потоа може да се пакува како сакате. Но најдобрата страна според него е што оваа риба е ефтина. Травис Лојд се надева дека поголемото конзумирање на азиски краб ќе донесе намалување на притисокот врз другите риби од езерата и реките, но и нешто друго. Ова може да донесе многу работни места, може да го врати во Илиноис комерцијалниот риболов, може да помогне во снабдување на банките за храна што ги снабдуваат гладните, или да оди за исхрана во училиштата, затвори такви системи. Може, но може да треба и време американците да се навикнат на азискиот краб. Една идеја е да се промени името во Сребреноперка. Водачите на кампањата велат ако ова успее, на рибата може да й даде нов имидж.